Здружените СДСМ и Левица не сакаат нашите иселеници да гласаат. Со 13.000 амандмани тие ги спречуваат измените на изборниот законник, со што на нашите иселеници не им овозможуваат гласање, вели премиерот Христијан Мицкоски. Најпрвин СДСМ, кога беше влада со својата катастрофа и катаклизма која што ја донесе во Македонија, мотивираше и избрка голем дел од нашите граѓани да си ја бараат својата среќа надвор од земјата, од татковината, а сега на истите ги казнува по втор пат. Не им дозволува да учествуваат на легитимни председателски. Еве, ако се плашат за парламентарните избори, ние велиме за следните председателски избори па натаму. Да и се даде можност на диаспората да учествува по електронски пат и не е точно во изминативе денови да се зборува само примерот на Франција. Можам да ви кажам многу примери кои што и во регионов ги имаме аплицирано. Работите во собранието по ова прашање течеа добро се до еден момент. Во последен момент политичката партија Левица одби да се потпише на поднесокот до парламентарците. Односно одби да го потпише поднесувањето на изборниот законник кој што тие го предлага, кој што тие го усогласува, ние им прифаќавме се што сака, се што мислевме дека е во согласност со нормалното однесување, ние прифативме, вклучително и парите за финансирање на кампања, нешто што им беше најбитно, тоа им беше главен приоритет, да имаат повеќе пари за финансирање на кампања. Све им прифативме и на крај рекоа не, ние ова нема да го потпишеме. Еве, ви ветуваме, нема да правиме филибастеринг со амандмани, вие изгласајте си го, ние ќе бидеме воздржани. Сакајќи при тоа да се представат повторно лажно пред нивните поддржувачи дека еве тие се тие кои што се принципиелни, а сите останати се против нив, правејќи се жртва на тој начин. Мицкоски од ова со заклучок. Замислете да им дадете можност тие да одлучуваат за вашата иднина. Кога тие ве лажат, во очи ве гледаат и ве лажат, а позади завеса нешто сосема друго прават. Впрочем, се сеќавате на сведочење на поранешниот председател на владата Зоран Заев во парламентот, кога јасно кажа дека се обезбедувале ресурси за да Левица одземала гласови од ВМРО ДПМН, нейни парламентарни избори, а потоа ако добиеле пратеници, требало да бидат во коалиција со СДСМ и да ја поддржуваат неговата влада. Тогаш избега председателот на Левица, а сега повторно бега. И затоа порака до сите ние кои што ја поддржуваат оваа политичка партија, ако тие едно прават со месеци, а друго зборуваат, замислете да им дадете можност што ќе прават и како ќе се однесуваат. Мицковски сепак се надева дека Левица и СДСМ ќе се предомислат, бидејќи време за оваа агенда да се испорача се уште има.